Мишко Ралев, кој беше во комбинација за кандидат на градоначалник на Скопје од СДСМ, од денеска е дел од тимот на кандидатот од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Голема чест и искрена благодарност до професорот Мишко Ралев што се приклучува во мојот тим за поубаво Скопје. Со своето богато искуство, визија и интегритет, тој представува силна поддршка и уште поголема мотивација за нас. Заедно ќе работиме Скопје повторно да го направиме достоинствен град, напиша Ѓорѓиевски на Facebook. Приоритет број 1 во киселавода за кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова е конечно завршување на проширувањето на булеварот Борис Трајковски до Драчево. Таа ова го кажа на средбата со граѓаните од Киселавода, на која присуствуваше и нивниот кандидат за градоначалник на оваа општина Горан Трајковски. Фазата на проектот кој започна во време на СДСМ со години тапка во место поради негрижата на локалната и централната власт на ВМРО ДПМН. Над 50.000 граѓани се директно засегнати и со право прашуваат зошто булеварот не е завршен со години. Овој капитален проект е символ на негрижата на ВМРО ДПМН во изминатите 4 години, но и моја јасна обврска, изјави Шукова. Расчистен е просторот од диво поставени шатори спроти зградата на Министерството за образование, познат како Парк на новинари, соопштија од општина Центар. Оттаму објаснија дека реагирале по пријави на жителите на Центар. Се водевме и од социјалната димензија на проблемот. На терен беше затекнато едно лице со посебни потреби, што дополнително ја нагласува потребата од институционална поддршка. Иако Министерството за социјална политика, демографија и млади не беше дел од денешната акција, сметаме дека е морално и неопходно да се вклучи во понатамошниот процес, за да се обезбеди соодветна грижа за ранливите категории, извести Герасимовски. По цели 30 години за прв пат се спроведува поголема реконструкција на главниот објект на градинката Бубамара во Новолисиче, соопшти градоначалникот на аеродром Дејан Митески. Воедно појасни Митески, активности за тековно уредување се спроведуваат и во градинката Срничка. Покрај тоа во објектот Чекорче во населба Јане Сандански, каде за прв пат е отворен ресурсен центар со современа сензорна соба. Започна изградба на нов спортски центар во населбата Идризово. Во рамките на овој спортски центар, како што соопшти градоначалникот Бобан Стефковски, ќе се изградат спортски терен со вештачка трева за мал фудбал, кошаркарски терен, фитнес зона на отворено и детско катче за најмладите. Ова е проект што представува уште еден чекор кон создавање подобри услови за спорт, рекреација и здрав живот на сите генерации, порача градоначалникот Бобан Стефковски. Одлична средба со жителите на Драчево. Разговори што значат иднина. Со визија и интегритет за чиста и уредна киселавода, напиша на социјалните мрежи кандидатот за градоначалник на киселавода од СДСМ Горан Трајковски. Тој додаде и дека урбаниот хаос мора да престане и да се работи со план. Бутел ќе добие ново место за одмор и рекреација. На видеото кој го објави градоначалникот Дарко Костовски се гледа дека интензивно се работи на терен на паркот и плоштадот во населбата Радишани. На 10.000 квадратни метри ново место за вистинска рекреација добива општина Бутел. Ветивме, остваривме, напиша Костовски. Двајца велешани и едноправно лице добија кривични пријави поради пожарот во нелегален отпад во Шутооризари. Тие се теретат за кривичното дело загрозување на животната средина и природата со отпад. Во временски период од најмалку 6 месеци на парцели во општина Шутооризари, осомничените постапувале спротивно на законските одредби и без да поседуваат дозвола за управување на отпад, на предметните парцели складирале и транспортирале отпаден материјал. На 9 јули околу 8 часот и 45 минути складираниот отпад се запалил и бил предизвикан неконтролиран пожар, се наведува во соопштението на МВР.